денес е важен настан. Денес имаме организирано работна средба во организација на Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство, Сдруженијето за родова еднаквост Визија Кавадарци и Организација на жени Велес од Велес. Овој настан, кој што го наменивме конкретно за средба на сите градоначалници од Вардарскиот плански регион, сакаме да го споделиме во целост нашето искуство, нашата соработка, нашата поддршка во соработка со нашите градоначалници од Тиквешкиот регион, господинот Митко Јанчев од општина Кавадарци, од општина Неготино, Росоман и Демир Капија, градоначалникот Лазар Петров. Воедно сакаме да ги споделиме нашите искуства, соработка, а од друга страна сакаме исто така да нагласиме дека важноста од постоењето на ваквите советувалишни центри е од круцијално значење за намалување на насилството, како и на некој начин да ги охрабриме оние жени, девојки, кои што и млади девојки, кои што повеќе не треба да трпат насилство, туку имаат каде да се обратат, а од друга страна да знаат дека во нашиот советувалишен центар ја имат целосната бесплатна поддршка од страна на социјален работник, психотерапевт и правен советник. А Сдруженијето за родова еднаквост, кое што Визија Кавадарци, кое што раководи со советувалишниот центар, односно првиот, морам да нагласам, првиот советувалишен регионален центар во Македонија, раководи веќе цела година, кој што беше отворен официјално во септември 2022, до сега до септември има значителни бројки кои што покажуваат дека сепак жените кои што на некој начин претрпеле насилство се охрабруваат да дојдат и да го пријават насилството. Не само што помагаат, тие се клучен дел од обезбедување на заштита, не само заштита на оние кои што веќе се жртви, туку и превенција да повторно се случи во иднина. Зошто? Затоа што жената која што живее во насилство, најчесто има и деца, нели? Затоа што најчесто семејното насилство е извршено од интимен партнер, брачен или вобрачен. Што значи дека и тие деца живеат во таа насилна средина и ги учат моделите на однесување. Дали е моделот на насилник или моделот на жртва. Кога ние и помагаме на жената да излезе од насилната врска, од насилната средина, ние и помагаме и на децата да почнат еден живот без насилство, да живеат во мирна, нели, колку што е возможно, опуштена барем средина без насилство, каде што ќе може да научат едни други облици на однесување, па така тие во своите идни врски кои што ќе ги градат, ќе можат да ги користат овие позитивни модели на однесување. Така да советувалиштата се клучни. Ние во советувалиштата не само што и обезбедуваме придружба на жената да го пријави насилството и да ја поведе постапката соодветна за да биде и сторителот казнет, затоа што еден аспект е вадење на жртвата од насилната средина, а друга е санкционирање на сторителот. Значи ние ја поддржуваме во цел тој процес преку придружбата и поддршката од социјална работничка и правничка и адвокатка. Ние обезбедуваме бесплатно психолошко советување кое што исто така е многу клучно за жената и нејзините деца да првично ги надминат последиците и траумите од преживеаното насилство, а второ и токму за ова што го зборував претходно, да научат нови ненасилни облици на однесување. Обезбедуваме како една од услугите што ги обезбедуваме и кариерно советување. Некои од жените немале можност заради различни случувања во нивниот живот да се развијат професионално согласно нивните капацитети. Така да ние овозможуваме кариерно советување, да најде подобра да ги зајакне своите вештини за да може да најде подобра платена работа, за да биде што е можно повеќе економски независна. И на крај, преку интервентниот женски фонд за сите оние жени кои што се наоѓаат во ризик од бездомништво, затоа што многу често жените живеат во семејната куќа, која што е се уште на свекорот и свекрвата и таа нема никаква право на тој имот, ако замина оттаму, таа има ризик да остане на улица, особено
земајќи во предвид дека сепак се уште нашето општество е доста традиционално и многу често примарното семејство, низините мајке и татко не сакаат да примат назад заради срамот од заедницата, нели, комши и пријатели и слично. Така да жените жртви се наоѓаат во многу голем ризик од бездомништво и ние преку интервентниот женски фонд обезбедуваме привремено домување, односно во одреден период им покриваме трошоци за кирија, режиски трошоци, пакети со храна и хигиена, нели да бидат задоволени оние екзистенцијални потреби, за да може таа да работи и со психологот, да може да работи и со кариерната советничка и да може евентуално да направи подобар живот за себе и за своите деца. Организација на жени континуирано 10 години на назад работи на оваа проблематика со семејното насилство. Значи 10 години дававме бесплатна правна помош, имавме канцеларија во која што странките можеа да добијат комплетно правната услуга. Меѓутоа, од минатата година со проектот кој што го финансира Квина Талквина преку Националната мрежа против насилство, како подгрантисти го отворивме сервисот за психолошки и социјална поддршка на жените жртви на семејно насилство. Во изминатиот период дојдовме до заклучок дека во време на пандемијата дека многу од жените го трпеа тоа психолошко насилство и тоа беше она што не поттикна да работиме токму и на оваа проблематика. Значи сервисот веќе 18 месеци во Велес работим. Отворен е, меѓутоа со поддршка преку националната мрежа од Квина Талквина. Со тоа што веќе овој месец завршува проектот, а ние како општина, пошто центарот и психолошкото советувалиште се наоѓаат во Велес, даваме услуги и за останатите 3 општини. Тоа е општина Чашка, Градско и Лозово. Значи, кај нас може да се обратат жените и од тие 3 општини. Со оглед фактот што Кавадарци веќе го има првиот советувалишен центар, колку тие искуства можете да ги пренесете во Велес? Значи, ние соработуваме со Организацијата на жени со визија Кавадарци, така да споделуваме искуствата и се надеваме дека во наредниот период тоа ќе остане така. Тија ние се уште немаме подпишано како Кавадарци, што подпиша меморандуми за соработка со општините, меѓутоа се надеваме дека позитивните практики и искуства кои што ги има од останатите општини ќе ги пренесеме и во нашата општина и соседните општини кои што ги покриваме како организација. Чест ми е и задоволство што како општина Демиркапија сме дел од проектот на пат кон ЕУ Стоп на насилството врз жените во Република Македонија, имплементиран од страна на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, поддржан од фондација Квина Талквина, преку која имаме значително позитивно влијание врз жртвите на родово базирано и семејно насилство. Секој може да биде ранлив во одредени околности и одреден период во животот, но оваа ранлива група се идентификува и е изложена на поголем ризик од постојано и едно насилство, каде справувањето е полно со предизвици, тешкоти и опасности. Заедно со општина Кавадарци, Неготино и Росоман, целта ни беше и уште ние да ја зајакнеме специјализираната поддршка за оваа ранлива категорија и да му обезбедиме посигурен и поквалитетен живот преку зголемената заштита, спречување на насилство кај жените, економското јакнење и осамостојување на жените, жртви и помош при надминување на стекнатите трауми и последици од насилството. Првиот регионален советувалишен центар за поддршка на жени, деца, жртви на родовно засновано и семејно насилство, во кој општина Демиркапија учествува со одредена финансиска поддршка, за негде мислам се близу 110.000 денари и функционира успешно, веќе мислам повеќе од една година. Со услугите за помош и поддршка кои ми се пружа на жртвите. Регионално, како што добивме информација и предходно, значи има негде на околу 200, да ги кажеме, услуги дадени за ова негде повеќе од една година и 57 пријави за жени со семејно насилство, што исто така не е, мислам, не е мала бројка и стереотипот што го надминуваме за помош на жените жртви од семејно насилство
е од големо значење во општеството за секоја, па и за нас, обично помалите општини. Ние понатаму ќе продолжиме да работиме заедно на подобрување на моменталната состојба, намалувањето на насилствата и дискриминацијата, разбивање на стереотипите поврзани со оваа тема и достигнување на посакуваниот степен за родовна еднаквост, кој е од особено значење. Исто така, би сакал да спомнам за дел од колегите кои се надвор од овие 4 општини, да превземат овакви активности и да го следат нашиот пример, се со цел да направиме една позитивна точка во едно ова ново општество. Дори сакал пак да сугерирам, исто така покрај овие електронските, добро е што имате и пишан материјал и да ни дајте и за задача на нас во општините, каде што во руралните средини мислам дека недоволно е она што го направивме, мада направивме многу за информација и за овој центар и за ова советувалиште. И мислам дека треба посебни состаноци да направиме, да ни дајете во порите на најмалите местни заедници да го презентираме овој дел од проектот, се со цел да помогнеме на што е можно повеќе жртви од ова, да го кажеме, родовно и семено насилство. Проектот кој што се приклучи општина Кавадарци, општина Демиркапија, општините Росуман и Неготино, при отварањето на регионалниот центар за поддршка на жртви на семејно насилство е еден од проектите кои што го имплементиравме заедно со невладините организации од Кавадарци и со националната мрежа против семејно насилство. Во минатата година обезбедовме некаде буџет од општина Кавадарци околу 700 или 800 илјади денари од прилика, и овој буџет заедно со буџетите кои што ги обезбедија од останатите 3 општини, некаде околу милион и нешто денари, беа сосема доволни за да отпочнеме со еден одличен проект кој што во една ваква моментална состојба, каде што се зголемува од ден на ден бројот на жртви на семејно насилство и како е значаен за нашата општина и за општините од регионот. Со овој центар се пружа услуга, еве како што кажа и градоначалникот на Демиркапија, некаде на околу 57 жртви на семејно насилство. Тоа е една бројка која што можеби треба да не загрижува и можеби треба да размислуваме за проширување на услугите кои што овој центар ги има. Овој позитивен пример кој што ние како општина го имавме до сега не обврзува да и во наредниот буџет на општината предвидиме финансиски средства за продолжување на работата на овој центар. Предпоставам со исти или со зголемени финансиски средства кои што ги планираме за календарската буџетска година 2024. И се надевам дека ова може, овој пример и поттик ќе биде да кон овој регионален центар се приклучат и другите општини од Вардарскиот регион. Моделот на како би се формирало и како би функционирал овој регионален центар сепак остава на посторучните лица од практични причини да се искажат и општините од представниците на општините, дали би тие би се приклучиле кон веќе постоечкиот регионален центар или би паралелно би се отворило нов центар за општините од кои што се подалеку од, ајде да кажем, од општините од Тиквешкиот регион, каде што жртвите на семејно насилство би имале полесен пристап до овој центар, односно би биле изложени на помалку патни трошоци. Тоа што размислуваме во моментот е општина Кавадарци што туку заврши со инвестиција на 6 апартмани, кои што ќе бидат оспособени за жртви од семејно насилство, за лица кои што останале без кров на главата или еве во случаи кога имавме такви случаи кога имаме пожари во Кавадарци, па
семејствата нема кај да се сместат одреден период и така да овие 6 апартмани ќе бидат целосно ставени во функција на лица од овие категории. Така да тука може да се размислува, затоа што општините како општини не се спремни да дават такви сервиси за лицата на семејно наследство и други ранливи категории, да се размислува да овие апартмани, нивното стапанисување биде доделени еве на сервис организација или нивното работење се размисли да биде додадено можеби кон веќе постоечкиот регионален центар или евентуално на друга организација која што би можела да ги пружа овие сервисни услуги. За сега толку, сакам да ги охрабрам другите општини и представниците од другите општини дека бенефитот е голем, финансиските средства се незначителни во однос на вкупните буџети кои што не ги имаме како општини и сметам дека доколку општините од Вардарскиот регион, останатите општини оценат дека е потребно и дека имат потреба од ваков центар, дека тоа е одличен проект кој што кај нас меѓу овие 4 општини одлично функционира.